По првото стартување на програмот, потребно да извршите подесување на истиот според вашите потреби за вашата ординација. Прво ги подесувате матичните податоци за предпријатието. Одиме во матични податоци и одиме со опцијата F6 промена. По линијата кои треба да се променат се матичен број на фирмата. Тоа е од Завод за статистика, мислам, да, МБ на самата фирма. Потоа, во македонска варијанта, називот на фирмата, во англиска варијанта, називот на фирмата. Матична општина ја бирате, пример, Струга, адресата ја менувате, ако имате вебсайт, го пишувате овде, ако имате имейл адреса, ја пишувате овде. Во овие случаи пазете на кирилично-латинично пишување на буквите. Истото така ги внесувате и податоците за контакт телефонот кој излегува на некои образци, место каде што се наоѓа самата ваша ординација. Даночен број, банка депонент и жиро сметка. Она што се уште не се знае, треба да го пронајдам шифрарникот на ПЗУ според фондот и ќе биде објавен на самата веб страна каде што морате за дигитален трансфер да го напишете и бројчето со која вас како фирма ве водат во самиот фонд за здравство. Потоа го запишете. Затварате овде и одите кон операцијата на внесување на лекари. Доколку имате повеќе лекари, прво или пак имате само еден лекар, ги променувате податоците за овој, да кажеме, тест лекар со опцијата F6 и променувате факсимилот, презимето, името на лекарот. Немојте да ја заборавите првата буква од татково име со точка и тоа е битен податок. Потоа ја менувате областа, протетичар, хирург или ортодонт и ги запишувате овие податоци. Ако имате уште лекари, внесувате со F5 уште еден и сите. На крајот одите со затвори. Доколку имате два лекари по ортодонција или повеќе лекари во иста област, ортодонција, хирургија или протетика, во settings за специјалисти морате да го подесите лимитот, вкупниот лимит, пример, 2 специјалисти ортодонти ќе дојде со лимит на фактурата од 2 пати пута 97.000 или тоа е 194.000 денари во ред. Тоа е се. После ова можете морате да го рестартирате прво програмот со излез и при наредното влегување автоматски ќе можете да работите непречено со програмот.